Почитувани, добар ден. Овој топол, подобро да речам, жежок ден, петочно издание, последно за оваа работна недела Црвена линија, а верувам со вас и верувам секако дека ќе ви има во огромен број, особено во ова издание, ќе зборуваме за следново. Соединетите американски држави и Европската унија долго време ни укажуваат за корупција во општеството и тоа на сите нивоа. Но сега ни ги откриваат и актерите. Американската амбасадорка Ангела Агелер посочи дека за градоначалникот на Струга Рамис Мерко има цврсти докази дека е дел од корупција и порача. Ние не можеме да кажеме што понатаму. Нашата работа со објаснување на имиња и забрана за влез во Соединетите американски држави завршува. Владата и судството треба да превземат мерки. Во јавноста се поставува прашање зошто и што чека јавното обвинителство. Уште колку имиња треба да се појават на американската црна листа за влез во Соединетите американски држави, па јавното обвинителство да ги забрза постапките кои се влечат со години или пак се чуваат по фјоки. Дали некому во јавното обвинителство му се врзани раците? Тоа на што ќе зборуваме со вас денес. До нас се доаѓа многу едноставно. На самиот почеток ќе потсетам дека телефонскиот број е 023070005. 5 линии се активни, се намалува тонот на телевизорот, веднаш штом ќе ве вклучат, а се разбира и задолжително за следете не најнапред на Инстаграм. Со оглед на тоа што на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе излезе денешната анкета на која што посакуваме сите вие да дадете одговор. Денес на Инстаграм стори ве прашуваме дали е време за Елиот Нес и недопирливите во Македонија. Тоа е она што прашуваме на Инстаграм, темата е секако поставена на профилот на Црвена линија на Фејсбук, на Твитер, на профилот на Телма телевизија на Фејсбук, значи таму секаде каде што можете заследете не и не заборавајте, дискусијата може да се продолжи, префрли започни на социјалните медиуми на оваа тема, што значи лајкнувате, шернувате, коментирате. А ние продолжуваме со прилогот на Елена Муковска, а веднаш по него токму со вас. Еден предмет заглавил во обвинителството, другиот исчезнал од архивата на Судскиот совет. Двете представки на антикорупцијска. За злоупотреби поврзани со струшкиот градоначалник Рамис Мерко не го доживеале светлото на денот. 4 години подоцна, по одлуката на Стејт департментот на САД да го стави на црна листа, антикорупционерите обелоденија какви сопки имале во обидот да докажат дека струшкиот градоначалник правил злоупотреби и го оштетил буџетот купувајќи луксузно возила, кога најновото пожарникарско возило во Струга било од далечната 1992 година. Во ова според ДКСК му помогнал судот. Го зголемил минимумот на средства неопходни за функционирање на општината за да си купи скапо Ауди во 2017, иако предходните години тоа било одбивано. Антикорупцијска се сомневала во политички влијание и поднела представка до Судскиот совет за претседателот на судот, но по 2 години од судски добиле одговор дека таму таков предмет нема. Во меѓувреме и застарел. Во одговорот вели дека по извршените проверки во електронската архива таков предмет не е пронајден. И сега тоа кај нас создава сомнеш и затоа се потрудивме пред јавноста да докажеме дека ние си имаме доставница која што ни гарантира дека предметот стасал до Судскиот совет. Што се однесува до наводите за председателот на судот во конкретниот случај, предметот е застарен, тоа кажува Судски совет, бидејќи решенијата биле издадени во 2016 и 2017. Значи, во времето кога ние сме го доставиле предметот не бил застарен, затоа што не биле поминати 3 години. Потоа предметот исчезнува, иако имаме доставница дека сме го доставиле, но во меѓувреме кога треба да ни одговорат по ургенцијата, велат дека предметот застарел. Представката на ДКСК до Судскиот совет е во ноември 2019 година. Председателот на судот, Бајрамовски, бил повторно реизбран еден месец потоа. Открива неговата биографија. Антикорупционерите се уште не се информирани ниту за судбината на нивната иницијатива за кривично гонење на Мерко до обвинителството. Иако овој предмет, според описот, не се најде меѓу 6 активни предмети, кои обвинителството ги објави вчера. Оттаму денеска добиле одговор дека не можат да им дадат информации за предметот затоа што во теке увид и проверка по предметите поврзани со Мерко.
Овој одговор од обвинителството го достави и до медиумите. Иницијативата да се гони Мерко шетала од републичкото до струшкото обвинителство и на крај завршила во обвинителството за организиран криминал, информира од антикорупцијска. Ова според нив е пример за неказнивост кој посочува каде се проблемите во системот. И не требаат 8.000 километри за некој да дојде до наодите, туку напротив, уште пред 4 години најдени се наодите. Непочитувањето на работењето на независните институции не доведува до ова дереже, до кое што сме сега. Сакаме да истакнеме дека сето ова сме го кажале многу порано и не требало да се чека од надвор некој да ни кажува дека постојат наоди. Напротив, надлежните институции требале да си постапат по нашите наоди, по наодите на Државниот завод за ревизија. Стејт департментот го означи Мерко како неподобен за влез во САД поради негова вклученост во значителна корупција. Злоупотребила средства и се мешал во судски и други јавни процеси. Останува сега убаво да ве подсетам зашто сакаме особено многу вас, драги гледачи, да ве слушаме во издание на Црвена линија. Ке подсетиме дека Соединетите Американски држави и Европската унија долго време ни укажуваат за корупција во општеството и тоа на сите ниво, но сега и ни ги откриваат актерите. Понашто сакаме од вас да слушнеме зошто и што чека според вас јавното обвинителство? Сметате ли дека некому во јавното обвинителство му се врзани рацете? И еве тоа ќе биде секако и прашање уште едно плюс, кое што е воедно ќе подсетам и анкетно прашање на Инстаграм стори, таму ќе подсетам уште една за не заследите. Прашуваме еве дали е време, што сметате вие за Елиот Нес и недоприливите во Македонија. Како и да е, ќе прочитам и неколку твитови со оглед на тоа што и твитерџи активно ќе ги вклучиме во ово издание, како и секој во Црвена линија. Па еве и со нив се разбира, може да се сложите, може би да не се сложите, можете да ги коментирате твитовите, како и да е Црвена линија, фокусот денес го става токму на јавното мислење, односно на гледачите и граѓаните на оваа земја. Па ќе почнеме и со твитот на Мите Најдов, еве што има напишано. Практично напишал коментар на наслов каде што стои дека апелација ги укина затворските пресуди за Исмет Гури и Ејуб Алими од ДУИ за изборни нерегуларности. Мите Најдов напишал веројатно Мерко влијал врз овој судски процес. Па добро е дали можеби од надвор треба да не опоменуваат за тоа колкава и каква корупција имаме, да не ги откриваат актерите. Што е со нашето јавно обвинителство, што е оно што се уште се чека и дали сметате дека на некому му се врзани рацете во јавното обвинителство. Ако ве имаме, јас ќе подсетам на 02-307-0005. Имате 5 активни линии. Пред да го вклучиме и првиот гледач, уште една напомена, исклучително е важно, нормално за да не се губат секундите во тоа дали се слушаме, задолжително намалите го тонот на телевизорот. Меѓу другото ќе подсетам, немавајте и на тајмерот, го објавуваме на екранот. 90 секунди се секако мерна единица за едно обраќање на гледач, така да еве тоа е оно што секогаш го посочувам. Ако имаме гледач, да почнеме веќе со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, сепак еве техниката си е таква каква што си е. Секако наскоро ќе биде вклучен и првиот гледач, а еве и дополнително се разбира за да ве инспирираме, да ви посочиме и некои од насловите кои што секако е пожелно да ги прочитате. За да ги прочитате поцелосно и подетално, најнапред ќе подсетам да кликнете на telma.com.mk, па еве и да се задржите на еден наслов каде што стои ДУИ бара се опфатна истрага за Мерко во Мала Речица и прифатена неговата одлука за замрзнување на за членството. Како и да е, ќе подсетиме дека американската амбасадорка Ангела Агелер посочи дека за градоначалникот на Струга, Рамис Мерко, има цврсти докази, дека е дел од корупција и воедно порача. Ние не можеме да кажеме што понатаму. Нашата работа со објавување на имиња и забрана за влез во Соединетите Американски држави завршува. Владата и судството треба да преземат мерки. Па она што ве прашуваме, еве го, тоа е тој наслов секако кој што еве можете
подетално да прочитате, но секако да не заборавам да подсетам, кликнете на tilma.com.mk, па така и за сите вести, информации, бидете први и целосно информирани. Но ние сакаме информација, мислење и став од вас, како и во секој издание на Црвена линија. Оно што, еве, барам од вас, одговорите конкретно на овие прашања. Зошто и што чека според вас јавното обвинителство и дали некому, еве, според вас мислите дека во јавното обвинителство му се врзани рацете? Ако имаме гледач, јас сум да почнеме со нетрпение. Чекаме да слушнеме што ќе кажете вие. Добар ден. Добар ден. Па добре ни дојдовте во Црвена линија. Добро ве најдов, ако сум вклучен веќе во линијата. Да, ве слушаме, повелете. Ама нема никакво напишано текст или нешто да видиме конкретно. Тоа е малку технички аспект, ама еве ќе одиме малку старомодно. Водителката ќе ве праша, па еве вие дајте ни ги одговорите. Зошто и што чека според вас јавното обвинителство? Ви личи ли дека некому таму му се врзани раците? Ете така сега. Сега уште да видам бројчаникот дали почна да ми брои или не и таман ќе биде до вас. Па тогаш да вклучам јас со оглед на тоа што и ве ви дадов напомена, имаме мал технички проблем. Оставете го. Ако сте ми даде, оставете го тогаш да не брои. Ајде да почнам. Мерко, а тоа е мерка на неговите предпоставени. Неговата слика, што американците кажаа, макар да Америка и Мерко и ова Магелер, што ти знам кој не веќе, тие се заедно во иста каша бркаат и затоа е ова сега дереđe и затоа на Мерко предпоставениот неговите внуци купуваат милионски вредности во Македонија имот по трговски центри, по ова, по она, ама кај нас судството, правосудството, полицијата се така принудено да молчи, да гледа, Ајде, според вас, дали е време да се вклучат или однеси недопирливите во Македонија? Кај нас време е уште од пред 30 години да се вклуча овие работи во акција и полиција и истрени, и ДКСК и МКСК, што ти знам колку ли не направија, ДКСК да не може да поднесе тужба, а државна институција за суспензија на криминал. Па ова има него некаде такви правни процедури, не право, него криво. Тоа е криво, тоа не е право. Значи, државата ни пропаѓа на секој можен Уште 10 секунди. На секој поле, како? Уште 5 секунди. Значи, отидоа секундите. Отидоа, но не одиме ние никаде. Јас сум се уште тука, така да ако сакате репети, уште 90 секунди. Слободно завртете го бројот. Ке посетам малку не е во функција графиката, но се мери времето секако без грижа. Она што е најважно е дека вие сте ми добри и сте во функција. Особено сме заинтересирани да слушнеме што имате вие да кажете кога станува збор за овие прашања. Всушност, зошто и што чека сега јавното обвинителство и дали некому сметате дека во јавното обвинителство му се врзани рацете. Дали е време во Македонија да се појават новиот Елиот Нес и недопирливите? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Голем поздрав до тебе. Како да ги гледам која да не ги слуги? Како ќе го гледам? Обвинителство. Ово што е рација полиција. Тоа се врзано. Како ќе го гледам? А нема да го. Колку пати кажа neko pravi kriminal. No, nikoli ne kaže. Pošto. A hvađi se zakani tamo. On je do vas. Ima sam ja to, ne, to. A na Makedoniji treba sud to. I da vrde različite. Posljednji raz. Ovo je Tinas. Kada ja ne znam. Treba Amerika da se stavi na crveni. Na crveni. Evropa treba da se crveni. Pa nema da kajte oni. Kajte oni. Европа тоа не и во Америка така. Тоа ти да тоа. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Ако имаме гледач, веднаш го вклучуваме. Добар ден. Добар ден.
Добро, најверојатно не се слушаме, како и да е. Еве јас меѓу другото уште еднаш ќе потсетам дека има доста наслови на кои што сакам еве да обрнете внимание. Меѓу другото ќе напоменам, не заборавајте да кликнете на tilma.com.mk. Ова е уште еден од насловите на кои што сакаме да се задржите. Тоа е Демократскиот сојуз смета дека ставањето на Мирко на црната листа на Соединетите Американски држави е опомена против политичката мафија. Па еве, според вас зошто и што чека јавното обвинителство? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ајде по старински, кажете го прашањето, Еве, да го одговориме. По старински добро го Малку на кажат. шала. Зошто и што чека јавното обвинителство според вас и сметате ли дека некому му се врзани рацете во јавното обвинителство? Па сметам дека им се врзани рацете на некого, некои се уценети, некои се корумпирани. Тоа е моje мислење сега, ја не можам процента да го кажам, ама може добри 2/3 или 3/4 си имаат проблеми. Правосудните органи и обвинителството дали спаѓа тука, затоа што, како што кажав, да не се повторувам, или се уценети, или се корумпирани. Нема друго. А дали според вас конечно сериозно ќе се свати проблемот со корупцијата со оглед на тоа што доаѓа како опомена и посочување од американската амбасадорка Ангелер? Нема шанси, затоа што овие што се моментално на власт се до грло или до гуша во корупција западнати. Со лични и партиски интереси. Кога ќе се смени власта, ќе може да разговараме за поправка на правосудните органи. Така, дали во Македонија е време да се појави еден Елиот Нес и недопирливите? Одамна е времето помината. Пред колку време требаше? Па, одамна. Добро, Многу благодарам. одамна. Благодарам. Убав ден. Убав ден, секако продолжете да не следите и не заборавајте да не заследите на социјалните медиуми. Ќе потсетам Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и воедно профилот на Телма телевизија, како и Instagram, каде што имаме анкета дали е време за Елиот Нес и недопирливите во Македонија. Тамо кликате со да и не, да слушнеме што ќе каже гледачот или гледачката. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали е време да почнеме со анкетното прашање во Македонија за Елиот Нес и недопирливите? Да, и јас вака велам. За поздравување од мене и од наша страна треба да биде до америчката амбасадорка. Знаете зашто? Затоа што 32 години пустоше направена Република во Македонија. Покрај Струга што ги има тие кривични пријави, Мерку, градоначалникот, знаете ли Западна Македонија колку има? Во Тетово има 700 од тие изминатите 11 години. Во Гостивар 500, во Кичево 500, во Охрид 600, а во Скопје, да ви кажам, ајде да не претерувам. И што мислат овие политичари дека се газди на Република Македонија, па само ќе ја крадеме? Едно да ги, не знам дали знаете колку пари се дадени во Министерство за правда за обука на обвинители и суди. 500 милиони долари се дадени од страна на САД. И они уште не научија дека треба правдата да ја спроведуваат, а не да ја поддржуваат криминалните банди да ги поддржуваат. Ја мислам дека ќе продолжи амбасадорката и треба да продолжи. Ова е меѓ начин, уште поригорозна треба да биде. Благодарам многу за јавувањето. Одеме со вклучување на нов гледач. Секако продолжете да не гледате и слушате, односно да ги слушнете мислењата на нашите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте. Се слушаме, така? Да, повелете. Една примедба имам до вас. Овие кои ќе се јават некои и се дават на телевизија, никој, ни вие ги разбирате, ни ние ги разбираме. Пастерчето, исклучи го.
Кој нас ни дава право да ги осудуваме луѓето Ама не во е однос то- на тоа како говорат? Односно, Ама не за говорење. Не се разбира, се дави. Исклучи го. а сега Џабе. вас кои што ве разбираме, ве молам, дајте ни ги прашањата на овие прашања според Ајде, вас. еве сега. Што чека Ова- јавното обвинителство? Јавното обвинителство си има одозгора, како да кажам, капак. Преку тој капак не може да пробие. Тука се тие Бујар Османи, овај, речи го, за политички систем, како се вика, груби, Ахмети, тие се собират и вика ова канта, ова кош, ова ќе застари, ова и така работат. Тоа е нормална работа кај нив. И затоа вака оди држава напаку и тие зема власта во раце, тие си го донесо тој некоја бази што биле со Ахмети на свадба, па не го познавал и се тој е главен обвинител, преку него мора да помени, ќе го пречкртае со здравје. Тоа е проблемот, тоа е државата наша. Распад на држава наша. Предвремени избори со метоа чистење овие. И да се донеси строг закон кој ќе влези во политика. А бе не сме кафе да испие. А камо ли да лупа тамо трошоци да прави, да ја пусти државата. Строг закон и ништо друго. Иначе вака ништо не правиме. Благодарам за јавувањето и еве една работа што мора да ја потенцира. Значи, не е наше секако да им забраниме на луѓето во однос на тоа каков е нивниот говор, односно физички како ви звучат, дали разбирливо или неразбирливо. Секако она во што интервенираме, доколку зборовите се погрдни, навредливи, доколку се спомнуваат имења меѓу другото и доколку нели се шири говор на омраза и нетрпеливост. Сега, како и да е, тоа е она што тогаш ние не би биле црвена линија и не би биле за вас, ако правиме селекција врз основ на тоа какви способности говорни имаат гледачите. Продолжуваме секако со вас, но верувам дека имате мислење и како многу што да кажете на нашите прашања. Па, еве, ќе почнеме и со следниот гледач. Ќе одиме малку и со анкетното прашање. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, секој е добро. Па што чека јавното обвинителство? Па чека овие што го наместио, дека не се да кажа, ни вази, како ли се вика јавниот обвинител. Па тука е цела работа, онај се поврзани. Што чекат? Тој Рами Смеркот два-три пати е градоначалник на Струга. Па сите ги гледавме, мислам, пред неколку години, кога ги бъркаше и новинарите не знае изјава да земат. Дека има диви градби тие во Струга. Подхитно треба да се смени, да му се заплени све што има. А дали ве конечно сериозно ќе ги сватиме овие пораки? Треба да ги сватиме, крајва. Ако сакаме нешто да имаме од државата, треба да сватиме. Значи, стварно ова е претерано. Го гледаме што прави и сега се прави и тој Османи го смениле од партијата. Баш ми е нас гајле дали е во Дуи или не е во Дуи. Да оди во затвор подхитно, да го осудат. А дали е време да имаме еден нели однеси недопирливи? Благодарам многу за јавувањето. Сега го продолжете да не следите. Продолжуваме. Новите секунди одат за нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Тина, се слушаме. Да, повелете, во црвена линија сте. Види вака. Ова што се случува со Мерко за мене е само да се одведи вниманието од Бехтел и Јенка. Нема овде кој да суди нашите судови или да поќе и нема што да зборувам. Ова е само првена јадица поново од Америка за да се одведи народот во друга смисла, да поминат уставните измени. Кој ќе ги суди? Што му е гајле на Мерко да ќе појде во Америка, ако може цела Европа да ја шета и кај сака и Австралија и се. Само е фарса. Не чиниме скроз.
Нема што да правиме. Не е ли ние сме див запад. Вајатер не може да го реши проблемот во Македонија. Овде само чосето треба да постои. Дали конечно овие пораки сериозно ќе се сватат? Не ми го разбрав прашањето. Дали верувате дека конечно овие пораки кои што се упатени до властите сериозно ќе се сватат? Не. Нема да, ништо нема да се свати, верувајте ме. Што да се свати? Све е нивно, све и судо, и председатели, и се, и без дипломи. Нека се свести ВМРО и СДС во која линија не доведаа 30 години. И што направија? Тие се највиновни за ова управување на Македонија. Тие продадоа на други партии. Последни се криви другите. Благодарам многу за вашето јавување во Црвена линија. Па еве ќе потсетам за оние кои што подоцна се вклучуваат. Еве, конечно можете да видите уште колку имиња треба да се појават на американската црна листа, па јавното обвинителство да ги забрза постапките што се влечат со години, а и се заглавени по фјоки. И што е она всушност што чека јавното обвинителство? Сметате ли дека некому му се врзани рацете? И дали може би решението за Македонија е да нов или отнес и недопирливи? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Дали сум на линија? Да, повелете. Видете за американците се остави мерко на црната листа. Каде може има повеќе такви личности кои треба да бидат на црната листа, зашто што ние кога ќе добиеме некоја власт, како например градоначалниците, ќе зема многу врз себе работи недозволени. Се смета како за едни луѓе кои ево градоначалник е на чуда и направи 300 чуда може да произракува. Со узурпација на земјиште, со 300 нечесни работи. Тоа американците удобно го пратат и става таквите луѓе. Нашето судство треба да биде поажурно во тоа, да совреме ги открива тие, не да чекаме ние од други држави, да се мене којато од Америка или од некој Европска унија, да ни кажи дека ние се корумпирани. Затоа треба нашето судство, институциите, обвинителството, судите, сами по себе треба да се признаат, да се одречат од тие негативни појмови. Да нема корупција, особено треба да го почитува знањето или потребата на другиот. Седне собствените потреби. Само така ќе можеме да изградиме добро општество, да имаме добро судство и добри работи за општеството. Ако тие смета дека прво за себе да гледа, седне за другите и тога се јавува таа корупција, тога се јавува тоа мито и тие нечесни работи. Така, благодарам многу. Имате уште нешто да додадете? Благодарам многу за јавувањето и сега ева уште еднаш ќе поставам прашање. Што мислите, дали некому му се врзани рацете во јавното обвинителство и дали конечно надлежните сериозно ќе ги сватат овие пораки кои што ги упати американската амбасадорка Ангела Агелер. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па мислам дека уште многу имиња треба се стават на таа црна листа, иако не би сакал туѓа држава да ни се меша во наша Македонија, да уценува наши политичари, па да ги става на црни листи да обработуваат занезе, нели, само сакам да имаме легални македонски институции со свесни... Ало? Што чека, што мислите сега јавното обвинителство? Па тоа, ако памтите, еден поранешен премиер, нели, и председател, кажа вака дека октоподот од СДС има пипци во сите државни институции. Тој октопод е се уште на власт. Тој од СФР октопод има пипци насекаде сега, нивните ќерки и внуци се наследници на тие пипци на тој октопод од СДС во сите институции. Сега им се приклучи и овие од ДУИ, кои поготово овие 7 години станаја, така да речам, окупатори во сите наши македонски институции. И фактички роварат не секаде, дури Америка не ја слушат, иако глумат дека се вазали на Америка, Америка вика за Мерко дека, нели, има криминални дејанија и нема поведение, нема за него постапка. Зошто? Треба
Ако Мерко го фата, треба па тој ќе каже кои се криминалите на Ахмети, на Заев, на другите на СДС. Дали е Тој време проблемот. за или отнеси недопирливите и тоа да ве прашам? Па, да може да имаме таков некој во Македонија, кој велам дека Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Ете, ова е еден од начините како може без да се користат нели погрдни зборови, навредливи зборови, да се поентира и да се искаже целосно целта и ставот кој што го имате. Благодарам уште еднаш за јавувањето. Продолжете да не следите. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, секако и на црвена линија сте. Благодарам, да сте ми живи и здрави. А вака, прво мора ние да сложиме дека сме мала држава со, да речеме, многу видни политичари кои што с прстите си ги замешале не во медот, со се улиштето заедно ги имат помешано сите работи. Меѓутоа, кај нас треба нешто друго да се менја во однос на политиката, во однос на владењето на политичарите. Да не може да биде повеќе од 4 години на власт ниеден политичар, ниеден градоначалник и сите останати кои што се на одредени функции. Фактички, како што е случајот со Мерко, околу 20 години раководи со Струга. Но за Струга тој е Господ Бог и не може никој да му рече не во времето на неговото владење нешто да некој да му се спротистави. И затоа, с моето мислење, не 5 само предмети кои што се, да речам, во процедура, но никогаш да завршат. Ако сакат да завршат, тоа треба тој што ги води да нема страф од градоначалникот, значи тие суди да не бидат зависни од... Значи ни треба и да не ли отнеси недопирливи. Кој да е недопирлив? Значи на Македонија и треба еден или отнес и недопирливите. На Македонија и треба добар сатар, сите тие такви, значи малце да ги подкастри и да имаме правосудство, да имаме правни лица на право место кои што ќе раководат, работат и нашето општество ќе го дотераат да биде онака како што треба, но не и да бидат како главни шерифи, да може што сака да работи, да може со средствата кои што му ги дава општеството, државата, тој да раководи лично. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? И еве уште малку, уште еднаш ќе речам добар ден, а веќе ќе се префрлам на Твитерџи секако. Добар ден. Добар ден. Сега вака, во целата листа треба да... Дали се во црвена линија? Да, сте во црвена линија, ве слушаме. Сега вака, на целата листа треба да се постави агрокомбинатот Тиквиш од Кавараци на чело со Стефан Јаневски. Не спомнувајте имиња за кои што не зборуваме, ве молам. Зошто според вас се уште чека јавното обвинителство? Еве дадете ни одговор на тоа. Што чека јавното обвинителство? На целата листа треба да се постави и агрокомбинатот Тиквиш. Значи да направите една репортажа во Кавараци. Значи 3 децени агрокомбинатот го уништи возарството во Кавараци. Еве име не спомнувам, а се знае кој тој олигарсот, значи да направите една репортажа и го уништи. Во ред ќе го земеме тоа во предвид, но ве молам за последниот случај и тоа што ни укажа американската амбасадорка Ангела Агелер. Според вас што се уште чека јавното обвинителство? Само Мерко и други луѓе има. Ќе ве молам, госpođo, не е само Мерко. Не спомнувам име, како Мерко го спомнувате. Јас го спомнувам јавното обвинителство. Според вас што чека се уште јавното обвинителство? Абе, таму тебе да одговара онај Јоневски за јавното обвинителство, тебе да преземе мерки. И да знаете на репортажа во Кавараци го уничи возарството, тој Свето Јане, 3 децени владее. И тие себе човек тебе да го асат, да преземе јавното обвинителство, да преземе мерки против тој Свето Јане, го уничи возарството и пошироко. Благодарам за јавувањето, но
жал ми е, бидејќи навистина еве за следните кои што ќе се вклучат, навистина сакаме да ни кажете точно еве кое е вашето мислење, што е тоа што се уште чека јавното обвинителство и дали сметате дека на некого му се врзани рацете во јавното обвинителство. Одиме сега и со твитерџи, па и на нивните твитови можете да се надополнувате. Почнуваме и со твитот на Букет. Има напишано: не Мерко, не да не може да прави ниту најситен криминал ако нема амин од власта. Затоа да не се правиме глупи кога дуи другарчињата се прават наудрени дека нешто не знаеле, особено кога се во игра многу пари. А зошто и што чека јавното обвинителство, верувам дека ќе слушнеме од следниот гледач. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Ало? Дали ме слушате? Ја слушам, а ви дали ме слушате? Сега да, добре ни дојдовте во црвена линија. Па еве, кој ќе биде вашиот одговор? Зошто и што чека јавното обвинителство? Ја не знам што чека јавно за вако обвинителство. Јас би кажал само едно. Вако американците имат два нако добри филма. Едниот е со Джералд тако Батлер, граѓанин описник намера, и има една госпоđа што ја тепат вако е фамилијата Пепермин. Значи, само утепоење на правосудство, на како ги викат тие јавни вако обвинители, суди, и тогаш ако наново се. Као што беше пред некоја година, што ги рако истепаа вако у Баландово. Значи, утепоење само судиите, сек после нови кои ќе дојдат и да мислат после како ќе суди. Фала и пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Ето имаме гледачи кои што се прецизни, куси, но како и да, јас уште еднаш ќе подсетам да не користиме зборови кои што алудираат на насилство, елиминација и така натаму, секако не погрдни навредливи зборови. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака јас ќе кажам. Јавното обвинителство чека некој да добие нормална диплома некупена или евентуално Ковачевски да ги запознае овие што ги купија, што го купуваат Центаров. Иначе што друго би можело да се чека? Ставење на црна листа, треба да се повлече од сите работи и готово. Што е сега проблеми тука, те обвинителство, те ова, те она. Партијата треба да го трне, не да го замрзне. Греота човекот посреде лето ќе го замрзнуваат сега, Бог да чува. Малку се овие за црна листа. Значи, во Македонија треба црната листа да биде колку Македонија. Барем што се овие на власт. Сметате ли дека сериозно ќе ги земат овие укажувања? Не верувам да ви кажам. Јас ќе се сложам со еден од претходните гледачите, со тоа што ова е замајување на американците за да се прикрие сега ова бекалиенка. Тоа е тоа. Мислам, и тие си водат некој рачун таму со нас. А ние сме мали за да работиме на како што треба. И се додека Ковачевски не ги разбира работиве, тока имаме вакци, да не речам неписмени, не сакам некого да го навредам, неписмени се затоа што ги имат купено дипломите. А дали е време за еден Елиот Нес и недопирливите во Македонија? Елиот Нес, кога ме прашувате, јас мислам дека Елиот Мицковски треба да дојде и да заврши работата во Македонија. Ви посакувам убаво попладне и се него. Благодарам, ви посакуваме не убаво попладне и секако попладне со црвена линија и нешто подоцна со заврти на Телма. Но како и да продолжуваме на нашата тема, зборуваме за тоа дали сериозно овој пат ќе се сватат пораките и укажувањата од страна на американската амбасадорка Ангела Агелер и дали имаме и ние прашање кој што го поставува јавноста, зошто и што чека се уште јавното обвинителство. Добар ден. Добар ден. Да ви кажам што чека. Прво, тие одредено обвинителство се нивни одбили. И тие се намесија, изгледа ова некако спомнително ми изгледа, се намесија, па после го избрала на црна листа овој Мерко, дека е тако, па има дете, и нема што да го осудат. Што ќе осудат се стотија од нив од други. Срамота.
Не дайте светло, нека се изчисти, нека си дојде некој прав човек кој се труд, тутови завршили и треба да се тера работи. Ете тоа е од мене. А Иве, дали е време за или однеси недопирливите во Македонија? Време е за недопирливите, да, треба некој што е недопирлив, ама да дојде и со правдина да суди како што треба, не е само Мерко. И други, има и од СДС, има од ВМРО. Тоа не се чисти, све е тоа упуштено на кражба, ја исцица државата, што е ова? На што не допера? На просечки став, срамота. Срамота, тие што се со разбирање, со учење, со труд што завршиле, тие бегаат, не бараат што со други земји, другите држави гледаат просперитет од нашиве, а вамо овдека се неписмено. Тоа не може да биде така. Треба крај да се тури на све. Ето тоа од мене. Така, благодарам, големо благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Еве, јас уште малку ќе дадам шанса, бидејќи предноси когаш имате вие, драги мои. Ќе подсетам, не заборавајте, се уште е активна Instagram Story анкетата и таму можете да го дадете вашиот одговор на нашето денешно анкетно прашање. Дали е време за или однес и недопирливите во Македонија? Па еве сега и визуелно ќе ви ја покажам анкетата, а меѓу другото, еве вака, меѓу другото ќе речам добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, еве сега ќе може да видите и вие анкетата, па веднаш и да... Не, ја знам анкетата. Добро, ние ќе покажеме за гледачите. Ајде, кажете ми ја на другите. Бидејќи ја оваа тема ја верглам уна за 3 години. И опоменував дека ова ќе се случи денес кога што го разговараме. Видете, подхитно треба да се суспендираат сите институции во државата. Прашувате вика каде е јавното обвинителство да ги забрза постапките, па тие му ги криеле пријавите. Колку пријави има? 14 пријави. Каде се пријавите? Пријавите се во ОЈО. Викнете сега Вилма Русковска да ви објасни зошто пријавата на Мерко лежела во фиока, а Рекет и компанија ги убрза брзо и ги пресуди. Да ви одговори на тоа прашање сега Вилма Русковска. Кога ја тврдев дека Рекет е наместена фарса за забава на милионите, ја добивте конекцијата судир Вилма Русковска, финансиска полиција денеска, затоа што гледате дека пријавата на Мерко лежи во обвинителство за организиран криминал, кај што она беше шефица. Значи добивате одговор денеска на многу прашања, бараме обвинителство, не бе, тоа веднаш треба да се суспендира. Зошто? Па криеле 14 пријави, криеле они бе, луѓе. Вие барате они да реагираат. Кој да реагираат кога они му ги криеле пријавите? Од 2015 му кријат пријави, бе, тоа е срамота. И сега ја да барам некој, тој што му ја кријат пријавата, Господ, мислам дека не. А еве, дали сериозно ќе ги сватат овие пораки од американската амбасадорка? Не бе, девојче, нема да ги сватат, они пак си тераат по старо. Знаете ли сега што е битното? Битно е сега сите да си го испарат срамот. Сега си ја префрлаат топката. Дали ме, ја кога зборев во овие емисии за судскиот совет дека е дуло на криминалот, денеска ДКСК ми покажа како му ја сохриле представката во што сакате понатака. Тоа треба веднаш да се распуснат институции. Веднаш принудна управа треба да се воспостави во државата. Благодарам многу за вашето јавување во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Еве уште една шанса. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, Црвена линија? Да, Црвена линија, повелете. Абе, госпоđа, не треба да биде свесен овај народ дека Македонија во црна листа е. Ве слушаме, продолжете. Па што ќе продолжиме? Се знае тоа. А што чека јавното обвинителство? Ете така може да продолжиме. Ништо, па тоа ви реков дека ова црна листа цела Македонија е. Од колевка годишно или 10 дете, па 80 или 90 години што живеат. Фала
што ме слушате. Благодарам многу што ни се јавивте. Секако продолжете да ги слушнете мислењата и на другите гледачи. Продолжуваме. Ако има гледач, велам добар ден. Добар ден. Здраво. Здраво. Слушај, ова американска црна листа е лицемерна работа. Значи, знаеш што, они пробуваат на оној повод што беше од 2005 година, кој не признава подписано име, за да не одобровуваат поради таа територијалната поделба. Што беше, сега овдека сега ни продаваат басма дека корупцијата ќе, со тоа што ќе ги стават на црна листа, корупцијата ќе се сотре. Значи, видовме колку се сутре, колку беа на црна листа, по други Мендух Таши беше некаде у америчка амбасада, гостина да се водеше на црна листа на америчка амбасада. Значи, жива превара, лажат, сучат. Иначе, би кажал, знаеш што, како ќе се вика тој новиот Елиот днес? Како? Значи, Елиот Владимир, днес Путин. Значи, или не скафе мото да пијат да сака. Тоа е за мене, тој Елиот нешто ќе ја заврши работата овдека, а се овдека се овие евроамбасадори, амерички амбасадори, де Велика Британија или кои да сме, се тоа треба да се избрка од тука. Иш да им се направи, ајде, гид, тебе нема. Затоа што ради нив патиме. Не патиме ради друго. Ајде, има уште време на досте. Ајде, поздрав пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето, а сега дојде време и за реклами. Ајде да ги проследиме и резултатите, време е да ви ги соопштам како одговорија инстаграмџи кои што не следат на профилот Црвена линија на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, знаете дека треба да кликнете заследи и да одговорите веќе од понеделник во новите анкетни прашања. А на денешното кој што го поставивме и до вас, драги мои, дали е време за Елиот Нес и недопирливите во Македонија? Со да одговорија 92%, со не одговорија 8%. А сега 100% ние имаме, нас не ни се врзани рацете, мојата рака е опуштена точно до каде што треба, тоа е до позицијата да се заврти тркалото. Кога се врти тркалото во петок, во викендот можете да влетате со нова првосмукалка. Сме мислеле на тоа, вредната награда како кецна десетка ќе дојде токму во недела, кога сите заедно ја користиме на најако ефтината струја, а со нова првосмукалка ем помалку ќе троши, но и побрзо ќе собере. Пак имате повеќе време да пиете вкусно кафе и секако да ја гледате филмската програма на Телма. Сега и да ве подготвам за првосмукалка. Значи, имаме прашање вака. Во која држава се наоѓал нацистичкиот логор Аушвиц? Потоа имаме прашање. Со која песна победи Хелена Благне на Макфест 1986 година? Имаме и ова. Најди го на трапникот. Допир, мирис, вид, слух и говор. Еве ви уште едно прашање. Кој прв ја испеа песната My Way? И меѓу другото, еве уште едно дури плюс прашање, се за првосмукалка. Кој го глуми Жан-Лук Пикард во Звездени патеки? И секако ние ве чекаме во заврти на Тилма. Јас сега ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте учество во Црвена линија. И најтопло и многу драго ќе ми биде, тоа го знае еден Илчо, да се вклучите во заврти на Тилма и еве да се сретнеме за многу кусо време во друго расположение, ама и со супер вредни награди. Денес во игра е првосмукалка. Се гледаме.